Dragi prijatelji, денеска или вечера поточно налетав на едно ексклузивно интервју на доктор Несторовиќ, значи познатиот српски пулмолог, кој изнесува неверојатни податоци, но и податоци кои веќе ви ги кажав, но интересно ја ви препорачувам после моето видео, внимателно го погледнете. Факт е дека ќе одвоите подолго време, може и повеќе од час, али тоа е толку неверојатно и ќе биде многу појасно и за вирусот, што представува короната, што предизвика, дека е тоа политички вирус. Особено треба да погледнат и владата, и опозицијата, значи сите политички партии кои заговара и кои повикува за вакцинирање. Ја упорно тврдев и ден денеска тврдев дека не треба да се вакцинираме. И добро што не са ни една вакцина до сега. Кој ќе погледнете и интервјуто на доктор Несторовиќ, кој вели и тие што предупредува тие што го прележале коронавирусот, иако тоа е бактерија, ви објаснам дека тоа го докажа и германските научници, значи оние што го ја прележале короната или COVID-19, како сакате кажете, не треба да се вакцинираат. Исто така изнесува дека вели, ние уште не знаеме како се заразуваме. Што значи, кажува дека најмногу умираат годишно од малигните заболувања, потоа од загадениот воздух, на трето место доаѓа вирус. Исто така изнесува еден интересен факт, вика кај нас нема статистика овие што починуваат. Во Америка изнесе неверојатна статистика. Значи, у Америка, ако САД, Соединените американски држави, поточно кажано, ако погледнете сајтот на Светската здравствена организација, ќе фатите се за глава, ќе кажете, луѓе тука умреле над 550 факти. Но, дали малку од вас знаат, Америка има нешто над 320 милиона, око 330, тука некаде не ме држите збор, население. Они од сезонскиот грип кај нив умираат по пола милион луѓе. Значи, во самата Америка повеќе умират од сезонскиот грип, ова е нешто малку појак од сезонскиот грип, но нон-стоп доаѓа до нови мутации, но сепак е тоа се исто. Значи, внимание, за маските исто вика не знаеме и колку нештица. Бидејќи, но сепак треба да се носи маска, се работи за запрашување постојано, но сега е паднато. Они изнесува еден интересен податок. На прашањето на новинарката кажува дека и самиот не знам дека руската влада има подпрвокомица, значи женска личност, и она кажува дека до 1 август ќе го снема вирусот, не само корона, сите вируси, од многу причини, а тоа е економската причина, која наведува, вика, ако ќе погледнете, вика, економскиот карта на светот, сите западни земји се во црвено, само Кина и Русија се во зелено. Што значи? Вирусот е намерно предизвикан од САД или од Западот. Зошто? Во многу мои текстови ќе со години наназад кажува дека Запад, за разлика од Истокот, доживува голем економски колапс. Може би ова е 50 пат што сум кажал или напишал. Најзадолжена е САД, по неја е Велика Британија, трета е Германија, четврта е Франција, пета е Јапонија, шести е Луксембург, седма Италија, да не ги редам, значи Грција нема ни меѓу првите 10. А Грција земала само последната транша 23 милиарди за борба против корона, а што не е интересно, вика, Велика Британија, која е самата затворена целата, склучува договор со Грција. Во Грција да отиде тоа година 5 милиона туристи без кој пасоши, нема доказ за вакцинација, нити било што, слободен влез. Бидејќи Грција со ланска година живее од туризам. И оваа година ќе прави оние што немат, значи ковид тест или пасош, што не верувам дека ќе даде тоа, ќе бидат вакцинирани на самата граница.
со брзи тестови кои пак нема да покажат, и овие тестови не се сигурни, за COVID. Инако што видим се, не знам дали веќе кажав, ОСАД направили статистика, што досега не е, колку умреле од тие 550.000, што ги има, например, на здравствената организација во момент, колку умреле од COVID-19 или коронавирусот, а колку умреле со COVID-19. Што значи? Кажува дека само 6% умреле од COVID-19 од тие 550.000, а останатите починале со COVID, значи имале други заболувања. И не случайно беа забранети обдукциите, но Германија намерно ја направи обдукцијата и увидела дека COVID во суштина не е вирус, него е бактерија, многу пати ги кажа, мислам неколку пати го кажам, тоа бактерија која предизвикува згоршување на крвта. И ја го осетив лично на мојата кожа, ампутација се буквално ми дојде поради тој COVID-19, се ќе ви кажам, мислам ја буквално не лежа, но малку смешно ќе ви дојде, на моите анализи зборуват токму дека ногата ми се ампутираш поради таа бактерија. Зошто? Ја кога дојде од војска немаше друга работа, кога дете на Зединени цивили, студирам во Родно и работев како конобар. Каднар во ugostителска фирма. Ја веќе на 25 години добив тромбоза или попуштени вени. Подоцна со дипломирањето почнав да работам на рецептија, кој ќе дипломира во Белград на новинарство, поточно на аналитика. И што се случи? Поради лошата проценка добив покасно и гангрена од шекерот кој ми наследен од татко ми и имав ампутиране на левата нога, значи 4 прста, само палецот ми остана, тоа 2012-2013 година, а на десната нога има попуштени вени. И од премногу дози мора ми ги запуши артериите и мора бајпас, не може се да ми стават. Исто така ми вадеа од десната нога вени. И минатата година, без да забележам, нормално избегував со маски, ќе се шетав до продавница со басонот натаму, бидејќи ампутирани прсти на левата нога, и басонот ми служеше повеќе паскали кој се качува и така натаму. Но што се случува? Одеднашка добив една токсична состојба, значи немав температура, но повраќав, ме однесе во болница и докторот, пред да ме ампутира ногата, ми кажа дека ќе е многу ризично. Ја му реков слободно сечи, над коленото им пресечена. И интересна работа зашто велам COVID и зашто ја раскажувам приката. Не сакам жалење, понајвише мразам, жив сум. И не сакам никој ќе почва да ме жалат, значи јас сум оној што целосно ќе живее. Не јас, сите вие. Оти човекот не умира. Умира само тело материјалното, а енергијата сам поминува од еден во друг облик. Имам правено астрално проекти, знам што не чека и што постои и дека смртта не постои. Затоа не сакам жалење. Но да ви докажам приказната како забележав. Значи, минатата година кога сакав да појдам коде, ме вратија на неколку пати и побара од мене да направам тромботест, да видат дали другата нога може да издржи да ми се стави протеза. Ја бев запрепасен, кога се ја направи тромботест, ја повеќе немам тромбоза. Што значи? Дека згрушувањето на крвта што имав на десната нога, значи со вените згрушени од тромбозова, со ампутирањето е ослободено. Значи ковидот кај мене удрил на десната нога. Токму така. Тоа не е вирус, тоа е бактеријата. Удрила оно кај што сум имал тромбоза и згрушување на крвта. Значи затоа најмногу страдаат оние со хронични заболувања, посебно со васкуларни проблеми, и од тие причини треба да се носи маска. Например, доктор Несторов кажува дека сега не бараје по една, чак и по две, по три. Значи, се е лага. Втора работа што многу интересно изнесува, за САД, од каде потекнува вирусот за Кина, кажува дека државите републикански веќе ги тргат сите мерки, забрани, не само политики, и носење маски, додека демократите ги уведуваат. А века исти проценти и на зарази и на починати, и на во тие држави и во другите. Вика, например, Флорида,
укинува сите мерки забрани, само не дозволува алкохол на плажите. Додека Калифорнија ги уведува сите мерки, полициски часови и така натаму. Значи, сега што се случува во светот? Нашава влада, не само нашава, многу влади, буквално обадени или демократите гледат кои си уште послушни. За мен е безсмислено е полициски час, дека ми прости владата. Факт е дека има нешто покачено, но имавме и пред, да не се лажем, пред некој ден исто 708, па не се овојда полициски мерки. Втора работа, Србија е втора може би меѓу првите земји што има најмногу вакцинирани. Имат 1.600.000 вакцинирани, а они се некаде околу 6-7 милиона, значи скоро 20%, а 600.000 имат по 2 пати примена вакцина. Значи тоа не ги спрече да се заразуват. И они што примале вакцина, вика нормално е доктор Нестороvić, вика да се презвика. Затоа внимателно со се, значи ово ќе престане, но ќе престане во овој момент кога во нашите глави ќе престане здраво. Значи затворањето и полициските часови се нешто што не може да го запрат COVID-19. Треба самите, самиот доктор Нестороvić кажува, вика, ние не уште не знаеме како се заразуваме. Дали со контакт. Но вика, најмногу иде со запрошување, со загадениот воздух. Вика, погледнете, ми сега гледаме колку е загаден воздухот зимово, кога се гледа. А летно време никој не забележува дека истиот процент, многу е малку намале, бидејќи вика и во летова фабриките, оние што загадуваат, си работат. Затоа без паника и добро е, и никој што сум критикувал, и сега ќе повторам, што досега немавме вакцина. Фајзеровата е најопасна вакцина и ни подразно да не се прима, препорачува доктор Нестороvić. И една работа друга кажува, дека било која вакцина да примите, единствено Русија е нешто што гарантира до 2 години, така натаму. Вика, таа вакцина делува само 6 месеци, а со тоа го уништуваат имунитетот на организмот. Значи, ви после 6 месеци ќе мора повторно да се вакцинира. Значи, тоа е планот на Бил Гейтс. Он кажувал, давал изјави, дека не е втора, трета, четврта, пета вакцина, се дека треба. Што е тоа луѓе? Но Западот ќе мора да запре, и самите руси кажа, пред нивниот економски колапс, ако продолжат, они се готови. Они и вака пропаѓаат, и самата подвала во Америка кој почна, значи републиканските држави го кинуваат си се забрани, дека демократските ги воведуваат, а и са, кој што реков, заразена и починат и таму, значи исти проценти, значи ова е политички вирус и политичка болест. Значи ќе престане кога ќе мора да политички. А руската потпаралка на владата кажа дека до 1 август ќе мора да престане. Значи, сега економите работат само на Русија и на Кина. Исти податок, интересен податок да не заборавам, кажа дека за Кина, во Кина били вакцинирани само 38 милиона луѓе. А Кина има 1.300.000. Во Индија не се вакцинирани, стекна колективен имунитет и многу малку има заразени, таму они са 1.600.000. А многу интересен податок изнесе за Германија. Вика, ако со вакво темпо Германија се вакцинира, она до април 2024 година ќе успее да се вакцинира. Пазите, само со една вакцина која трае 6 месеци, а тука треба после втора, трета и така натаму. Значи, ово е политички вирус, или бактерија, како сака се кажете, а после, нека не после со запрошување, и ќе престане на 1 август. Послушајте го внимателно, ќе се уверите оно што го зборувам, многу пати не го цитирам, затоа внимателно, паметно пак, тоа не значи дека не треба да се чуваме, дека не треба да се носи маски на отворено се, дека не запушуваат, но сепак внимателно бидете. Посакувам добро вечер, добра ноќ и до следно гледање и слушање, како сакате кажете.